Драги наши сограѓани, изминатите години, сите заедно посветено ја менувавме сликата на нашиот град Куманово. Вложувавме во инфраструктурата, во училишните објекти, во заштита на животната средина, во луѓето, во спортот, во културата, во иднината на нашата заедница, на нашите деца и младинци. 4 години Куманово продолжува да се менува. Општина Куманово е единствена општина во државата која воведе бесплатен јавен превоз за сите граѓани на сите линии, во согласно со утврдените возни редови на територија на целата општина, овозможувајќи сериозни заштети во семејниот буџет на граѓаните во период кога најмногу им се потребни. Во соработка со јавната установа Општински училишен дом професор Мијалковиќ ја воведовме и мерката остварување на право на народна кујна за ранливи категории на граѓани. Го враќаме сјајот на култните објекти за Куманово и кумановци. Спортската сала добива потполно нов лик. Целосно е реконструиран кровот, поставена е нова фасада на објектот, нов професионален еластичен пот и паркет на теренот, според современи ФИБА стандарди. Набавена е спортска опрема и реквизити за спортската сала и фитнес салата, нови кошеви, голови и озвучување. Поставен е повеќенаменски семафор за следење на резултати во првенствени надпревари. Реконструирани се тоалетите и соблекувалните, а поставени се и нови ПВЦ врати, прозорци и ново осветлување на целиот објект. Се реконструира и храмот на спортот, комплексот Соколана. Реконструиран е паркинг просторот, поставен е нов кров на објектот, а се работи и на реконструкција на внатрешноста. Целосно е реконструиран Соколанскиот парк, поставени се пешачки патеки со специјална тартан подлога, нова урбана опрема, а пуштена е во функција и новата фонтана. Реконструирано е игралиштето за кошарка во овој спортски комплекс со нова асфалтна и тартан подлога, ограда, кошеви и опрема, додека комплексот целосно партерно се уредува. И стариот и најголем градски парк во Куманово добива современ лик со нова трим тартан патека и велосипедска патека. Реконструирано е спортското игралиште, поставена е нова урбана опрема и паркинг за возила. Отпочнавме со реконструкција на плоштадот Маршал Тито, со комплетна замена на постоечките подни елементи, поставување на нови канделабри, клупи и корпи за отпадоци. Продолжуваме со инвестиции за развој на инфраструктурата во индустриската зона Новина и Речици, која привлекува нови инвеститори значајни за развој на стопанството во Куманово. Се реализира изградба на големиот логистички и дистрибутивен центар, инвестиција на германската компанија Lidl, со планирани повеќе од 150 вработувања во регионот. Ги доопремуваме јавните предпријатија во Куманово. Преку проект за подобрување на општинските услуги, општинските јавни предпријатија добија 12 возила со опрема и механизација, 3 комбинирани ровокопачи натоварувачи за Куманово газ, водовод и чистота и зеленило, 3 камиони за зимско одржување на улици со зимска опрема, 1 трактор со приколка, 1 автодигалка и 1 камион за смет за чистота и зеленило. Автомобил и камионет за потребите на Куманово газ и пајак возило за Куманово паркинг. Поставени се фотоволтаици на зелениот градски пазар, пуштени се во употреба сместувачките капацитети во склоп на објектот на градскиот базен. Со цел решавање на деценискиот сообраќајен проблем, изградени се нови 2 кружни тека на клучни локации и тоа: нов кружен тек на крстосницата помеѓу улиците Гоце Делчев, Бајрам Шабани и булевар Трета македонска ударна бригада, како и кружен тек и паркинг простор на спојот на Трета македонска ударна бригада и Октомвриска револуција. Континуирано вложуваме во инфраструктурата со изградени над 13.500 метри атмосферска и фекална канализација, над 4.800 метри водоводна мрежа, над 175.000 метри квадратни асфалтирање и реконструкција на улици и патишта, 78.000 метри квадратни поставен бекатон, над 2.700 метри изградена гасоводна мрежа со дистрибуирани над 5 милиони метри кубни газ до граѓаните и компаниите во изминатите 4 години. Изградени се нови 6 мултиспорт игралишта со тартан подлога на повеќе локации и тоа: во училиштата Браќа Миладиновци и Крсте Мисирков, во Општинското основно училиште Вера Которка во село Клечовце, во Општинското основно училиште Магдалена Антова во населба Карпош, во село Романовце, во Агино село и во село Чиња.
Нови 8 детски катчиња за најмладите и тоа на улица Есперанто во населба Зелен Рид, на булевар Октомвриска револуција, локалитет Водовод, во населба Гоце Делчев, во село Черкези, во Перочичо и на градскиот Кеј. Работиме на континуирано подобрување на условите во училиштата со над 140 проекти и активности во образованието, со доопремување, реконструкција и енергетска ефикасност на објектите на училиштата и училишните спортски сали. Заедно со Министерството за образование и наука инвестираме во основните и средните општински училишта во Куманово. Во фаза на реализација и изградба на нов училишен објект на средното општинско училиште гимназија Сами Фрашери во населбата Бедиње. Целосно е реконструирано средното општинско училиште гимназија Гоце Делчев и училишната спортска сала со нова енергетско ефикасна фасада, поставен е нов кров, нови ПВЦ прозорци, поставени се фотоволтаици, обновени и доопремени се дел од училниците и кабинетите. Целосно е реконструирано средното општинско училиште Перо Наков со нова енергетско ефикасна фасада на училишниот објект и нови ПВЦ прозорци. Поставен е нов кров на училиштето и фотоволтаици. Обновени и доопремени се дел од училниците, кабинетите и тоалетите. Поставен е нов систем за грејење на спортската сала. Поставен и нов кров на централниот објект на Општинското основно училиште Браќа Миладиновци и Општинското основно училиште Крсте Мисирков. Нова енергетско ефикасна фасада на капацитетите во Соколана. Реновирани се тоалети, доопремени се училници и кабинети. Поставена е енергетско ефикасна фасада во Општинското основно училиште Христијан Карпош. Поставена и нова кровна конструкција и нови ПВЦ прозорци. Реконструирана е фасадата на училишниот објект во Општинското основно училиште Толи Зордумис и Општинското основно училиште 11 октомври. Целосно е реконструирано Општинското основно училиште Карпош во село Уминдол, централниот објект и подрачниот објект во село Љубодраг, со нова енергетско ефикасна фасада, нова кровна конструкција, нови ПВЦ прозорци и врати, обнова и доопремување на училници и тоалети на двата објекти. Целосно е обновено подрачното училиште Кочо Рацин во село Билјановце со нова енергетско ефикасна фасада, нов кров и нови прозорци. Целосно е реконструирано подрачното училиште Кирил и Методи во Агино село, каде се постави нов кров, нова фасада, нови ПВЦ прозорци, врати и подни површини, нови санитарни јазли за деца со попреченост и пристапна рампа. Целосно е реконструиран училишниот објект во подрачното училиште Браќа Миладиновци во село Пчиња, со нова енергетско ефикасна фасада, нов кров, нови прозорци и врати во училиштето. Се залагаме за развој на културата и спортот со подршка на повеќе од 100 културни настани и 50 спортски клубови во изминатите 4 години. Се реализираат низа акции за заштита на животната средина со засадени над 10.000 садници и расчистени над 50 диви депонии на повеќе различни локации, а во континуитет се чистат и речните корита во градот. Во период од 2021-2025 година поставени се 134 полуподземни контейнери на повеќе локации во градот, како и 3049 стандардни контейнери. Продолжуваме и понатаму да градиме инклузивно општество со подршка и помош на оние на кои им е најмногу потребна, на лицата со попреченост и центрите за подршка и помош на ранливите категории на граѓани со низа проекти, мерки и активности. Во континуитет се наоѓаме во најдобрата група институции со многу добра активна транспарентност, со последен индекс од 97,1%, според истражувањето на Центарот за граѓански комуникации, со што ја потврдивме континуираната заложба за искрен и отворен пристап на општината кон граѓаните. Овие достигнувања се доказ дека Куманово чекори напред, со нов урбан лик, со силна поддршка за граѓаните и со јасна визија за иднината. Заедно го правиме Куманово подобро место за живење. Куманово продолжува да се менува.